Да, продолжуваме понатаму со утринската програма Добро утро секое утро. Како што веќе ве најавивме неколку пати од самиот старт од 7:30 на нашата денешна програма, дека ќе зборуваме малку повеќе и ќе одгатаме можеби повеќе прашања што ни се јавија и нашите гледачи, што и самите заболуваат од некаква хронична болест. Токму затоа го имаме доктор кардиолог од Систина Иван Трајков. Добро ви утро и за вас. Добро утро. Да. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана за да ни ги кажете советите до сите гледачи на телевизија Алфа и до сите оние што можеби во моментов не гледаат, а имаат многу прашања врзано за хронично болните лица. Па за почеток, зошто се токму тие со поголем ризик од вирусот COVID-19 и како да се заштитат? Така, зборот хронично болни многу се користи деновиве и е широко користен, но треба малци да прецизираме што би значило тоа хронично болен. Значи, јас како кардиолог, за нас хронични болни се оние пациенти кои што се постојано на хронична терапија и имаат некои од поозболните срцеви болести, како срцева слабост, одредена срцева аритмија и пациенти кои што се после кардиоваскуларна операција и валуварна болест. Тие се пациенти кои што се поризични глобално. Никогаш нашите пациенти не се само срцево болни, секогаш имаат и некоја друга болест, као шеќерна болест, покачен крвен притисок и тоа се ситуации, така наречени болести дополнителни кои што ја комплицираат работата. Нашите болни срцеви, овие хронично срцеви болни, не се подложни за вирусни инфекции, сме исто подложни како и пациентите, односно не пациентите, но веќе кога ќе добијат вирусна инфекција, посебно информациите што ги добиваме од Светската здравствена организација дека пациентите со хронична срцева слабост и инфекција, активна инфекција на COVID-19 се многу ги стават во ризик дополнителен плюс. Со други зборови, вирусот као вирус исто не напаѓа сите, но овие пациенти се драматично поризични. Да, ни се јавија наши гледачи на телевизија Алфа и на Добро утро секое утро кои заболуваат од ХОП, па би ве запрашала и за ете тие лица како да се заштитат. Многу често пациенти група на хронични болни. Така, многу често срцевите болни се пропратени со така наречена хронична белодробна болест, што примарна, што секундарна, тоа значи дека многу често нашите болни бијќи срцето работи послабо и плуќата второстепено трпи и тие се многу поподложни за инфекции. Со други зборови, кога бијќи срцето и плуќата се еден систем заеднички, кога срцето затајуваат и плуќата и затоа овие болни комбинирани со срцева слабост и хронична респираторна болест се апсолутно поризични. Од друга страна, имаме и обрнати пациенти кои што имаат примарна хронична обструктивна болест, така ХОП, со некоја дополнителна кардиоваскуларна болест и тие спаѓаат во, со други зборови, кардиопулмоналниот систем, значи срцево-пулмоналните болести, за жал се многу поризични во однос на други. Препораките постојано ги кажуваме кои се од Министерство за здравство, секако и од што доаѓаат од Светската здравствена организација и ги даваме постојано во насока за превенција или заштита од коронавирусот, но дали се тие доволни во однос на токму овие лица, односно хронично болните, а пред се за лицата со кардиолошки заболувања? Заштитата за сите нас е иста. Значи, дефинитивно треба да ги следиме комплетно препораките на Светската здравствена организација и нашата земја, значи заштитни маски, миење на раци, контакт што помалку, седење дома, апсолутно, значи како што е примерната заштита за секој наш граѓанин и граѓанин на светот, така и на овие болни, значи не треба некоја дополнителна заштита. Заштитата би била да не дојдеме во допир со вирусот, а единствена заштита е тоа, помалку контакти, хигиена и апсолутно. И сега да се вратиме на вашата специјалност. Секако, доктор кардиолог, што пак тие лица кои заболуваат, односно кои се со некаков проблем или кардиоваскуларна проблематика, како тие би се заштитиле? Ако веќе имаме пациент заболен, докажан дека има активна вирусна инфекција, број 1 и многу често прашање овој месец е, докторе, што да правам со лековите? Значи, лековите добивме официјално од Светската здравствена организација, Европската асоциација, Кардиолошка асоциација и Америчката да не ги прекинуваат пациентите лековите,
при тоа што овие пациенти и онака се дополнително ризични и треба да проложат. При тоа што искуството ни покажа и со претходните коронавируси, SARS и така натаму, дека срцевата повреда кај овие пациенти е многу поголема, склоноста кон самата инфекција прави повреда на кардиоваскуларниот систем, се активира инфламаторниот целиот таа една каскада на инфламација кој што ги прави нашите крвни садови поосетливи на тромбоза, тоа значи хиперкоагулабилна состојба со овие пациенти, а нашите често пациенти примаат антикоагулантна и антиагрегациона терапија, да скратам, тоа се лекови кои што пациенти веќе имаат валволи стентирани, одредени типови на аритмии, значи никако прекинување на антикоагулантната терапија и антиагрегационата терапија, и посебно лековите за пациенти кои што имаат срцева слабост, значи лекови за срцева слабост, претоа што многу искочија информации на интернет за и против оваа терапија, бидејќи одредени лекови влегуваат во механизмот на дејството на механизмот на напаѓање на вирусот, кој што за сега немаме доволно големо искуство околу тоа, и ставот на кардиолошките асоциации да не ги прекинуваме лекови, што уште повеќе нели ќе го зголемиме ризикот, бидејќи и онака знаеме дека кардиоваскуларната ризик и смртност е најголема и не ни треба дополнително прекинување. Со еден збор, да не ги прекинуваат лековите. Да, токму затоа и ги каниме докторите како вас да ни ги кажат стручните терапии или воопшто мислење врзано за коронавирусот, а и секако за специјалноста во која сте, а не да читаат се и се што на интернет, затоа што навистина се бориме со лажните вести постојано. А што може да предизвика па всушност коронавирусот за кардиоваскуларните заболувања, односно кај срцево болните? Као што спомнав дека срцето и белите дроби се еден систем, најголемиот проблем кај овој тип на заболување е така наречена фиброза на белите дробови, кој што дополнително го ја влошува, односно ја оптоварува срцевата работа, посебно кај пациентите со намалена пумпна снага, бидејќи срцето пумпа во плуќата, а плуќата има фиброза, се зголемува отпорот, и кај тие пациенти влегуваме во еден круг, односно не можеме да искочиме од тој механизам на, значи едниот му штети, срцето му штети на плуќата на срцето, и тоа е еден круг кој што тешко излегуваме. И затоа да не ги прекинуваат лековите, што повеќе онлайн контроли, нели еве стоиме ние како болница, отворивме многу телефони, директни и индиректни, да не консултираат за секоја нели дополнително прашање. Аџибадем Систина стои комплетно на своите пациенти и на отворените телефони одговараме секојдневно и на мејл. Тоа да не ги прекинуваат лековите, апсолутно нели колку што можат да седат дома, доколку се појават симптоми, температура и сите овие симптоми што ги знаеме, да се јават, нели има техника ке матичен лекари да се тестираат. Се повеќе тестирања, пиење лекови, ќе ја пребродиме кризата. Ќе пребродиме секако, но само уште едно прашање до вас, докторе, ако велите дека не треба да прекинуваат никако терапијата, дали можеби треба да има некаква промена во однос на терапијата кога станува збор за ваква светска пандемија? Не, апсолутно. Кардиоваскуларните лекови нема промена. Значи, искочија многу информации пак на интернет дека одредена, како што спомна, група лекови треба да ја замениме со лекови кои што помалку штитат. Ставот до денеска е никако да не се прекинува таа група. Тие се лекови за срцева слабост и покачен крвен притисок. Значи, апсолутно нема промена. Заштитата, како за секоја вирусна инфекција, така и за овие пациенти е да го намалиме можноста за контакт, за друго. Сега антивирусна терапија кој што адекватно одговара за овој тип на вирус, за жал немаме. Да, и уште едно прашање, како вие, докторе, се заштитувате во ова време, невреме на коронавирус, на корона криза, со оглед на тоа што ни требате во овој момент најмногу од се на светот, вие докторите, велам, затоа што треба пред се вие да се заштитите, а потоа да не заштитувате нас и да спасувате живот. Како вие се заштитувате? Да, ние сме сега, нели, сите медицински лица кои што работат во болница, од докторите до првиот контакт на врата што го имаат во болниците, сме с голем ризик. Првенствено, бараме од пациентите да дојдат заштитени со маска, да ги измеат раците пред влез во болница, контактот да го имаме бар на 2-3 метра, сега ние мораме и да го прегледаме пациентот, да го пипнеме со одредена заштита, доколку е тој пациент со големен ризик, имаме информации такви, имаме одредени
одела кој што нели као секој здравствен работник, но работата е контактот да биде што помалку со пациентот, доколку тоа дозволува нели типот на болести. Кардиолошките болести, болни пациенти тоа го дозволува, нека секогаш нели имаме пациенти што треба поблиско да го прегледаме, но главната пак е спомнам, заштитата и на докторите, и на пациентите со срце заболување е едно, нели помалку контакт, хигиена, маска, кој што со одреден нели степен на заштита и често промена на теја заштитна исто и тоа, значи сега колку што можеме и таа заштитна опрема треба почесто да ја менја. И за крај, што мислите стравот, колку проблем додава на сето ова како плюс здравствен проблем? Колку стравот во вакви условија? Стравот и неизвестноста од нешто сигурно е немерлива величина, ама има огромен негативно влијание, посебно кај срцевите болни, пред тоа што тие и во основа се исплашени од својата болест, нели, или се после операција, или после стентирање, стравот нели се умира од срце и од болести на бели дробови, тачно некако мораме да го победиме овој страв заедно со вас медиумите и некогаш и премногу информации може да се пострашни него да имаме помоци. Да, искрено ви благодариме за ова ваше гостување, видео гостување во утринската Добро утро секое утро. Ви благодариме на доктор кардиологот Сестина Иван Трајков. Ви посакувам мирен ден, успешен ден и ќе го пребродиме со заеднички сили сето ова. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам убав работен ден. Да. Продолжуваме ние со куса пауза и секако темите за денеска. Бидете на ТВ Алфа.